Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Јаков и светиот Донат. Светиот апостол Јаков, син Заведеев и брат Јованов, еден од 12 мината. На повикот на Господа Исуса ги оставил рибарските мрежи и својот татко, па заедно со Јован тргнал по Господа. Припаѓал во оние тројца апостоли на кои Господ им ги откривал најголемите тајни, пред кои се преобразил на Тавор и пред кои тагувал пред своето страдање во Гециманската градина. По примањето на Светиот Дух го проповедал Евангелието на разни страни, одел и до Шпанија. По враќањето од Шпанија, евреите почнале со него да се препираат за Светото писмо, па не можејќи никако да му одолеат, најмиле некој магесник Хермоген. Но и Хермоген и Филип, неговиот ученик, биле победени со силата на вистината, која Јаков ја проповедал и обајцата се крстиле. Тогаш евреите го обвиниле кај Ирода и го наговориле некој Јосија да го клевети апостолот. Овој Јосија, видувајќи го мажественото држење на Јаков и слушнувајќи ја неговата јасна проповед за вистината, се покајал и поверувал во Христа. Но кога Јаков бил осуден на смрт, тогаш Јосија исто така бил осуден на смрт. Одејќи на губилиште, Јосија го молел Јакова да му го опрости гревот на клеветата, а Јаков го гушнал и целивал и му рекол: мир на тебе и прошка. И обајцата ги приклониле главите под мечот и били исечени за Господа, кого тие го љубеле и на кого му служеле. Светиот Јаков пострадал во 45-та година во Ерусалим. Телото негово било однесено во Шпанија, каде што на неговиот гроб и до ден денес се случуваат чудесни исцеленија. Спаси
моливи спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрослављаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Светиот Донат, епископ во Еврија Албанска, бил надарен од Бога со голема благодат на чудотворство, та правил многу чуда од корист за луѓето. Така претворил горка вода во сладка, пуштил дожд во сушно време, царската ќерка ја исцелил од лудило, воскреснал мртовец. Овој мртовец му го исплатил долгот на некој заемодавец, но несовесниот заемодавец сакал повтор пат да го наплати долгот, па користејќи се со смртта на својот должник, дошол кај неговата вдовица и барал веднаш да му го исплати долгот. Вдовицата плачела и му се пожалила на епископот. Светиот Донат го опоменал заемодавецот да почека додека човекот го погребат, па тогаш ќе се разговара за долгот. Но заемодавецот люто настојувал на своето. Тогаш светиот Донат му пришол на мртовецот, го дофатил и викнал: "Стани, брате, и види што имаш со својот заемодавец." Тогаш мртовецот се исправил и со грозен поглед погледнал на својот заемодавец и му кажал кога и каде му го платил долгот. И уште тој му ја побарал на заемодавецот својата писмена обврска. Исплашениот заемодавец му ја дал хартијата која оживеаниот мртовец ја искинал, па повторно легнал и се упокоил. Светиот Донат мирно завршил во длабока старост и отишол при Господа во 387 година. Неговите мошти и сега почиваат на корист на верните во Еврија во Албанија. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога
Поуки од светите отци. За време на молитвата, телото станува икона на душата. Свети Климент Александриски.